Благодарам. Почитуван колега Балковски, ако и малку имате дилема дали ова што го кажавте во вториот дел на вашиот одговор, стратегијата ќе се примени, еве веднаш да ви ја тргнам дилемата, нема да се примени. Знаете зошто? Знаете, заради вашето политичко искуство, ама ете, насочени сте, не знам, вие си знаете зошто се уште ги поддржувате. Бидејќи сте во парламентарно мнозинство кое што поддржува влада која што ја задолжило Република Македонија како сите досегашни влади заедно, вклучително и владата во која што вие бевте министер и во која што граѓаните на Република Македонија ве паметат по спасот на Дојранското езеро. Се во вашиот говор го спомнавте спасот на Преспанското езеро, што е еколошка катастрофа. Не видов ваш амандман за тоа, предпоставувам, не знам, коригирајте ме ако грешам, предпоставувам дека тоа изискува многу средства и многу знаење. Но видете, со честни исклучоци, неколку, прво погледнете ја странава, нема никој. Тоа што вие го говорите, како да ви кажаме, како стратегија за насада им кажувате. Они поима немаат вие што зборите и ја длабоко во себе верувам дека вие тоа го знаете, но што ве држи се уште во таа влада, еве искрено не знам, мислам за поддршка на таа влада. Не може да станува збор за развоен буџет кога имаме докажана инфлација 20%, а во реалноста е за некои производи и 50%. Сиромашен народ. Не може да станува збор за развој затоа што оваа влада, јавниот, вкупниот долг следната година ќе ни биде 64,4% од бруто домашниот производ. И гледате дека немаат капацитет. Два амандмана ви прифатиле, како да ви кажам, да ве задржат тука да гласате за. И тоа вас ви е совршено јасно. Имате доволен политички габарит за тоа да го разберете, но јас велам вака, решение. Кое е решението? Ние го тврдиме ова што го тврдиме. Вие го тврдите тоа што го тврдите. Најдобро е да излеземе на избори и да народот да каже во што верува. Дали во тоа што тие заедно со владата и вие која поддржувате, или ние што зборуваме, што е најдобро.